Добар ден. Почитувана госпоѓо министер за финансии на Република Македонија, Гордана Димитриевска-Кочовска, почитувана госпоѓо директор на Комисијата за хартија од вредност, Бујаре Абази, и почитуван директор на Македонската берза за хартија од вредност, Иван Штериев. Почитувани дами и господа, најпрво честитки за Македонската берза за уште една успешно организирана конференција. 24 е веќе сериозен број, со што се потврдува дека оваа конференција е еден од препознатливите настани на финансиската сцена не само во земјата, туку и пошироко во регионот. Особено задоволство ми е што годинава како гувернер на Народната банка имам можност да сум дел од овој настан, кој секогаш има актуелни теми и говорници. Во свет кој се менува од ден во ден, носителите на политиките се соочуваат со предизвици кои што се одредени првенствено од зголемената неизвестност. Од финансиската криза во 2008 година и длабоката глобална рецесија што уследи потоа, глобалното окружување е постојано во состојба на зголемена неизвестност, што дополнително се интензивира за време на ковид пандемијата. Изминатите 5 години глобалната економија беше предодредена од неекономски фактори. Најпрво од пандемијата, пошто следеа зголемените геополитички тензии, кои уште повеќе ги интензивираа веќе постоечките нерамнотежи, кои од своја страна по подолг период на ниска инфлација и ниски каматни стапки ја вратија инфлацијата во фокусот на централните банки. Високата инфлација во глобални рамки, особено во Европа, каде што енергетската зависност од рускиот газ предизвика подинамичен и пролонгиран раст на цените во 2022 година, доведе до синхронизирана рестриктивна реакција на водечките централни банки. Промената во поставеноста на монетарната политика во глобални рамки беше брза и интензивна, со раст на референтните каматни стапки на најголемите централни банки и до 400 базични поени во временски период од една година. Ваквата монетарна реакција предизвика динамичко приспособување на останатите економски субјекти, и тоа во услови кога светот се соочува со зголемена геоекономска фрагментација и брзи технолошки промени како дополнителен предизвик. Навраќајќи се на изминатиот период, темата на денешното излагање се наметна некако генерички, што значи растечката глобална неизвестност во водењето на монетарната политика. Почитувани, американскиот економист Френк Најт, уште во 20-тите години од минатиот век, направи јасна дистинкција меѓу поимите ризик и неизвестност. Кај ризикот, како што претпоставам дека знаете, со висок степен на доверба може да се ценат веројатностите од настанување на некој ризичен настан, што возможува осигурување од настани со определен степен на ризик. Кај неизвестноста таквата можност е исклучена. Дали ова значи дека сме безпомошни во пресрет на некои непредвидливи шокови, што би можеле да се случат во иднина? Се разбира, не. Современите општества располагаат со институции, чија што основна цел е да ја зајакнат отпорноста на системот заради минимизирање на негативните последици од таквите шокови. Во контекст на претходно кажаното околу неизвестноста, ќе се дозволам да предочам тука пред вас. Го сакале тоа ни или не, можеби не утре или по година или две, но сепак во догледна иднина, дека неминовно ќе се соочиме со неколку известни неизвестности. Ова е моја кованица, не знам дали е правилна, но повторувам, известни неизвестности. Прво, економската историја не учи дека финансиските и економските кризи, кои што ги предизвикуваат тие, се неминовна појава во пазарните економии. Познато е дека едно од најголемите откритија во областа на економијата, откритија на човештвото, а тоа е банкарството со делумно покритие, на англиски fractional reserve banking, е инхерентно нестабилно и повремено во одредени временски интервали, акумулира нестабилност што може да предизвика финансиска криза. Примената на новите технологии, покрај позитивните страни во смисла на осовременување на инфраструктурата за трансфер на пари, во недостаток на соодветна регулација, може да го загрозат финансискиот систем, пред се традиционалните банки и пазарите на пари и да предизвикаат длабока финансиска криза. Овдека мислам, кога велам за новите технологии, на дигитализацијата, криптосредствата, а во последно време така наречените стабилни валути.
Втора, известна неизвестност. Колку тоа од денешна перспектива може да звучи далечно и непожелно, е можноста од нова пандемија. С краја да е. Прашајте ги за ова епидемиолозите и ќе се уверите дека ваквата можност не е исклучена. Во натамошното излагање би се фокусирал на неколку прашања и тоа како се справува монетарната политика со неизвестноста во процесот на остварување на основните цели, кои се тековно најизразените извори на неизвестност и како успешно да се спроведе монетарната политика низ окружувањето кое се карактеризира со особено висока неизвестност. Добро е познато, почитувани, дека денешните одлуки, поврзани со монетарната политика, влијаат на иднината. Ова разлика или временско задоснување, таймлек, од моментот на носењето на одлуката за поставеноста на монетарната политика до нејзиното влијание врз макроекономските движења е предодредена од серија фактори кои во услови на зголемена несигурност се мощно променливи. Само за илустрација, во декември 2021 година редовните проекции на Европската централна банка годишната инфлација за 2022 година ја проектираа на 1,8%, истакнувајќи ги се уште активните ризици од ковид пандемијата и тесните грла во меѓународните синџири за снабдување, како најзначајни извори на ризик во проекцијата. Наспроти овие предвидувања, годишната инфлација во еврозоната во 2022 година достигна 8,4%, принудувајќи Централната банка, Европската централна банка, на интензивна реакција и раст на референтната каматна ставка за 2,5% поени. Народната банка беше поставена пред сличен предизвик. Редовните октомвриски проекции во 2021 година ги нагласија истите ризици како и Европската централна банка и врз база на достапните информации, очекуваната инфлација за 2022 година ја проектираа на 2,4%. Годишната стапка на инфлација во 2022 година достигна 14,2% и соодветно каматата на благаничките записи во периодот помеѓу април и декември 2022 година се зголеми од 1,25 на 4,75%. Покрај растот на платите во однос на продуктивноста, предизвикан од состојбите на пазарот на труд, а и од некои популистички мерки на тогашната влада уште во периодот пред пандемијата, значаен фактор за порастот на инфлацијата беше високиот скок на цените на храната и енергенсите. Постпандемичното нарушување на глобалните синџири за снабдување представуваше дополнителен фактор, но она што предизвика непредвидлив притисок и пораст на глобалната неизвестност беа ненајдејните ефекти од војната во Украина, кои што моделите за предвидување на централните банки очекувано не можеа да ги предвидат. Ако глобалната финансиска криза во преден план го стави значењето на финансиската стабилност, која што денес е широко прифатена како една од основните цели на Централната банка, враќањето на инфлацијата како глобален проблем уште еднаш потврди зошто примарна цел на најголемиот број централни банки во светот е токму ценовната стабилност. Економските субјекти биле и ќе останат исклучително чувствителни кон повисока инфлација, а постпандемичниот ценовен шок само дополнително ја зголеми сензитивноста на инфлацијските очекувања. Како што нагласува и Банката за меѓународни порамнувања, седиште во Базел, во последниот годишен извештај, цитирам, централните банки мора да покажат доза на скромност и не секогаш да се подпираат единствено на базичните проекции. Колку да се софистицирани моделите за макроекономско проектирање и обсежни процесите за изготвување на самите проекции. Во реалност која се карактеризира со изразена неизвестност, осмислувањето алтернативни сценарија за оцена на идните движења на макроекономските варијабли може значително да им помогне на централните банки во процесот на одлучување и носење на политиките. Народната банка веќе подолго време изготвува алтернативни сценарија како прилог кон редовните проекции, се со цел оцена на чувствителноста на селектирани варијабли во услови на промена на екстерните предпоставки во однос на базичното сценарио како начин за управување со непредвидливоста. Во однос на двигателите на неизвестноста, за една мала и високо отворена економија, со трговска отвореност од просечни 150% од бруто домашниот производ, ова е збир на увозот и извозот во однос на БДП, во постпандемичниот период,
Очекувано е неизвестноста поврзана со новите трговски политики на Соединетите Американски држави и потенцијалните реципрочни политики од страна на современите светски економии во моментов да биде најизразена. Иако директната трговска изложеност на нашата економија кон пазарот на САД е мала, со помалку 1,5% од скупниот извоз кон овој трговски партнер, ризиците од индиректната изложеност преку забавувањето на поборувачката на производите од Европската Унија на американскиот пазар не треба да се занемари. Останува неизвестен и ефектот през глобалната инфлација, односно директниот ефект преку зголемување на трошоците кои би се пренеле низ синџирите за снабдување и индиректниот ефект преку раст на инфлацијските очекувања. Трговските тензии се дополнителен фактор на веќе постоечката неизвестност поврзана со геофрагментацијата и зголемените политички нестабилности, како и неизвестноста поврзана со германската автомобилска индустрија. И само накусо би додал, напредокот на технологијата и брзиот развој на вештачката интелигенција, кои нудат огромни можности и современо можат да предизвикаат изголемени ризици за монетарната политика во иднина. За крај останува прашањето како монетарната политика да се справи со растечката неизвестност. Еден од начините е таа да се базира врз одлуките со широк спектар на податоци и анализи, на изготвување на алтернативни сценарија со цел балансирање на неизвестноста, но можеби најбитно силната посветеност по оспорувањето на ценовната стабилност на среден рок и одржување на стабилноста на девизниот курс. Подпирајќи се на стекнатото искуство од екстерните шокови во минатото, Народната банка е подготвена и во иднина да одговори на евентуални непредвидливи предизвици во однос на монетарната и финансиската стабилност. При тоа клучно значење е одржувањето на независноста на Централната банка и кредибилитетот на незините политики. Одржувањето солидно ниво девизни резерви е со цел заштита на стабилноста на девизниот курс на националната валута. Да потенцирам, Народната банка останува цврсто посветена на овие цели и моја определба е на тамошно подигање на капацитетите на институцијата за справување со предизвиците кои што ни престојат. За жал не може да бидат отстранети сите неизвестности во процесот на водење на монетарната политика, но верувам дека со правовремено поставување на вистинските прашања може да се постигне појасна насока за иднината. Така што се надевам дека денешната дискусија и дискусиите во наредниот ден ќе отворат нови релевантни прашања или ќе понудат одговори на веќе постојните. Ви посакувам успешна работа и ви благодарам за вниманието.